Последната рутинска утринска прошетка на дементниот 64-годишен крушевчанец Кирил Пупуновски од дома до блиската клупа во паркот, кога на 22 декември излегол со своето куче, се уште останува обвиена во мистерија. И по една недела, откако последно бил виден и на безбедносната камера, но и од двајца соседи, од него нема ниту трага, ниту глас. Единствено, кучето се вратило само дома. Иако семејството ја започнало потрагата само по 10 минути, откако забележале дека го нема, веднаш алармирајќи ја полицијата, Дирекцијата за заштита и спасување, куче трагач, хеликоптер, дрон, ловџии, сепак резултати за жал нема. Досега пребарани се околните населени места, шумските појаси, низинските места, како и колиби, напуштени кујки, штали и слични места. Семејството моли за секаков вид информација и помош во потрагата. Имаше рута до една клупа, ние што викаме клупата Крушево, и се движеше до тука со кучето. И се враќаше дома. Така да напушти сам, му се нема да сана. На последниве неколку дена, 2-3 дена, беше така нешто растревожен. Како да сакаше, да излегува, поќе дека сонце време, а се него го привлекуваше тоа сонцето. И цело време сакаше да излезе. Значи, според камерите што ги гледаме, пошто ние едната камера што го гледаме, тогаш ќе излегува одма и го гледаме, го сретнува еден човек на самиот излез, да речам како што е, и уште еден човек го сретнува погоре над клупата, како што се враќа веќе за дома. И од тука му се откуби секаква трага. И коли беше не се контактирани во тој момент што поминале, значи никој не го забележува. Во меѓувреме, освен Пупуновски, од 10 декември исчезнате и 68 годишниот прилепчанец Петре Козаровски, на кого исто така трагата му се губи во утринските часови во близина на неговата куќа во центарот на Прилеп. Потрагата се уште е отворена и по малиот Петар Џобовски, кој исчезна во Мариовското село Врбско од дворот на семената куќа во февруари годинава. Одмавара велат дека континуирано работат на расветлувањето на сите случаи и дека потрагата ќе трае се додека не бидат пронајдени исчезнатите лица.